Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на 99%. Емисијата која се обидува да ги отвори темите кои што значат многу за охриѓани, а за кои што можеби досега никој не ни собрал храброст да разговара. Токму таква тема имаме подготвено и за ова издание на 99%, а се однесува на предизвиците со кои што се соочуваат сите семејства во нашиот град кои што имаат некој член кој има посебни потреби. На оваа тема, која што за жал ќе речам се уште е табу тема во нашиот град, ќе разговараме со дефектологот наставник Весна Кајмаковска и со родителот Викторија Рибаровска-Лазаровска. Добре ни дојдовте најпрво во студиото на телевизијата ВМ. Добре. Ми се чини дека со цел да го разбереме проблемот и тежината на проблемот за кој денес ќе разговараме, најдобро би било, ајде ќе започнам со вас, Викторија, да се обидете да ни отсликате колкавав е тој предизвик со кој што вие мора секојдневно да се соочувате, а мислам дека таа слика едноставно мора да започне од оној момент кога вие за прв пат дознавте дека вашето дете за жал нема да го има животот кој што го замислувавте за него и дека ќе го носи тој Даунов синдром. Вака, најпрви благодарност до вас за поканата во емисијава и се надевам дека вакви емисии ќе имат и понатака. Многу е важно луѓето да знаат со какви се проблеми ние се среќаваме. Меѓутоа, морам да кажам дека тие проблеми можеби и не се толку големи колку што сите други мислат дека ги имаме. Нормално, моментот кога разбравме дека детето е со Даунов синдром, за нас беше многу тежок и се надевам дека е таков и за секој родител што во моментот ќе разбери дека детето му е со пречки во развојот, без разлика интелектуални или телесни, не е важно. И мислам дека тука идеме до еден прв проблем што кај нас овдека го немат, соработката на родителот со еден стручен тим. Мислам дека тоа е основно. Мора да имат разговор, родителот со тим кој би бил составен од дефектолог, социјален работник и да му се соочат проблемите со кои што во иднина би се сретнал тој родител. Нажалост, тоа кај нас уште го немат и родителите сами почнуваат да лутаат. Првично мислат дека е тоа болест, па одат и бараат поддршка, да речеме, од лекари или здравствени институции, меѓутоа покасно разбираме дека тоа не е болест, туку тоа е само една состојба на детето и тоа такво ќе си е целиот живот. Мора да имат една стручна соработка, уште од самиот почеток. Весна, во основното училиште Климент Охридски, каде што и вие работите, постои една паралелка каде што учат и престојуваат дечиња кои што имаат посебни образовни потреби. Ајде од стручен аспект, како е да се работи или со какви предизвици вие се соочувате како стручен работник кога едноставно треба да им предавате на овие дечиња, да ги научите, да ги социјализирате и тие да не го почувствуваат тој навиден недостаток кој што за жал ги одвојува можеби од другите дечиња. Во нашето училиште има 3 паралелки и работиме тројца дефектолози наставници во посебни паралелки и овде се спроведува настава по посебни програми за овие ученици. Во моментов имаме 13 ученици распоредени во сите 3 паралелки. И овие ученици ги имаат сите услови кои треба да ги има едно дете со како и останатите со нормален развој. Само овој дел од аспект на
образовниот аспект, значи програмите се спроведуваат посебно, меѓутоа тие се инклудирани во училиштето во сите воннаставни активности. Значи, секогаш кога се организираат по различни поводи воннаставни активности, ние сме заедно со сите други ученици. Кога се на одмори, тие се заедно со другите ученици и ние по ништо друго не се разликуваме, освен по програмата која спроведуваме и која е соодветна за нивните образовни потреби. Што се треба да поседува таа посебна програма која што е прилагодена на нивните потреби, или не знам колку енергија ви е потребна и знаење пред се за да може да изработите програма која што ќе им даде знаење на тие дечиња, да не испадне дека таа паралелка или тие 3 паралелки ќе бидат само некој сместувачки капацитет таму каде што децата ќе престојуваат, туку и на крајот од денот кога нивните родители ќе ги земат оттаму, дека тие сепак ќе имаат повлечено некакво знаење од кај. Видете, ние програмите ги спроведуваме по предлог на Бирото за развој на образованието и оттаму тие се предвидени, оттаму ние ги обработуваме после за секој ученик посебно според неговите интелектуални способности, бидејќи знаете дека кај нас е за лица со интелектуална попреченост, со лесна интелектуална попреченост. И по ништо не се разликуваат, освен по онаа флексибилност која треба да има. Значи, ние го следиме развојот на детето и ги адаптираме според неговите способности, програмите, и продолжуваме да стекне онолку колку има можност тоа дете да стекне знаење. Од тука, од основното образование, значи ние во Република Македонија имаме организирано образование за децата со посебни образовни потреби, завршуваат основно училиште, па потоа средно училиште и натаму е регулирано и со закони за вработување на овие лица со посебни потреби. Веројатно некакво институционално решение каде што овие дечиња кои што имаат посебни потреби, вклучително и дали е тоа Даунов синдром или е некоја друга состојба, е можеби поедноставно во смисла на тоа дека не знам, одеднаш се опфаќа поголема група на дечиња кои што имаат посебни образовни потреби, па тука сконцентрирано ќе може да им се посвети некое внимание. Меѓутоа, дали тие дечиња се работи на нивна социјализација во рамките на групата во која што учат во текот на денот, или пак социјализацијата настанува во оној момент кога всушност ќе излезат од таа група, односно не знам, во нивното слободно време кога не се на училиште? Факт е дека социјализацијата на учениците или на лицата со посебни образовни потреби е најголемиот проблем и најранливиот проблем во нашето општество. И тука мислам дека треба да поработиме сите од овој аспект за социјализацијата. Ние се трудиме, значи, во границите на можното, да ги социјализираме од секој аспект. Ево, изборувам во сите оние воннаставни, во дружење со другите ученици, со нивните врсници во училиштето. Меѓутоа, што станува од кога ова детенце ќе си оди дома, како му е организирано слободното време, каде натаму, каде се дружи, каде оди, како го гледаат останатите ова детенце, како е прифатено во средината. Тука мислам дека треба да се поработа, треба да поработаме и сите, и ние како граѓани на општеството, треба да поработаме за прифаќање од еден хуман аспект, да помогнеме, да ја мениме свеста за лицата со посебни образовни потреби, за лицата со посебни потреби, да ја мениме свеста за прифаќањето, нивното прифаќање и нивното функционирање во општеството. Колку е важно да, Викторија, да она што
Весна и незините колеги ќе успеат во текот на еден училишен ден да го постигнат со дечињата кои што имаат посебни образовни потреби, колку е важно тоа истото, значи истото темпо или истиот начин на работа или барем нешто што ќе наликува на тоа да се продолжи во домот на детето. Да постои некој континуитет таму, да не биде не знам колку часа ќе биде денеска на училиште, па тука да прекине да се и да се на некој начин да се сруши како кула од карти се што било постигнато. Најважно. Значи, после училиштето продолжи таа нормална социјализација на детето. Тоа е веќе во рацете на родителот и родителот колку е спреман, колку е способен, колку може да го прифати нештото како такво, значи мора да се посвети на детето и детето да биде вклучено апсолутно во сите, да речам, и домашни обврски и нормално да играти со другарчината надвор, со децата, да биде прифатен од околината, од средината. И каде што живее, меѓутоа и нормално секаде. Значи, тоа мислам дека веќе зависи првенствено од родителот. Весна, што моментално зборви, значи, за деца со лесни пречки интелектуални, значи, со лесни образовни пречки, така, тоа не е случај, да речеме, со Даунов синдром, затоа што тие се во една друга категорија на деца. И мене ми е многу чудно што јас не знам во која категорија на деца спаѓаат тие. Значи, децата што се со лесни пречки, нормално функционираат на школа, да, имаат некој полесен образовен систем, така, меѓутоа потоа се тие работоспособни и нормално државата му обезбедува некаква работа. Меѓутоа, овие деца што се, значи, конкретно Даунов синдром, детето не добиват, значи, апсолутно никаков документ за завршено образование, е вклучено така со инклузијата, значи со законот за инклузија, си посетуваат редовна настава, која што не е прилагодена за него, затоа што моментално ние немаме во нашите училишта вработени дефектолози, логопеди, значи тимови кои што би работат со тие деца и нормално заедно, јас не знам тоа како, заедно со наставникот да направат една програма која што ќе биде прифатлива за детето, кои што посетуваат, значи, редовна настава. Тоа е од една страна, значи Министерството за образование така одлучило, а од друга страна Министерството за труд и социјална политика одлучило дека според законот кој што важи за лицата со посебни потреби, јас не знам тие дали се сите во едно нешто вклучени, имат закон каде што за родителот, значи, едно олеснение да имат скратено работно време. Меѓутоа, јас како родител на Даунов синдром не сум била во таа група, кај што можам да скратено да работам, значи 4 сати, така да стварно не знам во која група на деца спаѓаат овие Даунов синдром децата. Вашето дете посетува редовна настава, споменавте во основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец. Веќе споменавме дека навистина недостига тој профил како вработен кадар во училиштата, со некои исклучоци како што е Весна тука, недостигаат вакви профили како вработени во училиштата, вклучително и во Ванчо Николевски. Меѓутоа, ајде, со оглед на тоа што тие наставници и тој наставен кадар во Лесковец по природата на нештата не е доволно стручно подготвен за да превземе на еден таков вид на настава. Значи, колку сте вие задоволни од тоа како тие си ја работат нивната работа, имајќи го она што го споменавме, дека не се стручно сепак образовани за таков начин на работа. Така, значи сега вака ќе ви кажам. Моментот кога прв пат родителот дознава дека детето е со пречки во развојот е исто толку е тежок моментот кога детето треба да почне да дојде на школа. Значи,
нема да бидат како другите деца, нема да учат како другите деца, мислам стварно е тешко, меѓутоа треба да сме спремни на сето тоа како родители и да си го прифатиме нештото како што е нормално. Сега не само во нашето училиште Ванчо Николевски, да речем кај што е детето мое, јас мислам дека не постои наставник што е стручно спреман за да работи со овие деца. Затоа си имат посебно така дефектолози, имат логопеди, имат психолози, таа е една стручна служба која што ќе работи со овие деца. Значи, од самиот момент на воведување на инклузијата, мислам дека требаше да се посвети внимание да бидат вработени овие луѓе. Затоа што ние ево конкретно во Охрид, мислам дека ги имаме повеќе на број, не се вработени, дел од нив може да се и магистри, не знам јас, и седат дома. Значи, тоа е еден цел систем кај што ќе бидат вклучени различни категории на луѓе. Така, сатисфакција, завршиле високо образование, ќе бидат луѓето вработени. Со тоа ќе му помогнат на наставникот за многу полесно да го одржи часот и да си ја програмата што му е нормална воведена така од Министерство за образование, да може до крај целосно да си ја спроведит. Детето ќе биде максимално коректно и социализирано и ќе му биде представена програмата за него каква што треба да биде, а и родителот ќе биде многу полагоден, да речем. Весна, ваше стручно мислење, инклузивност во образованието, каде што дечињата кои што имаат посебни образовни потреби ќе имаат можност заедно со нивните врсници да имаат, да одржуваат настава, да присуствуваат на настава, или пак она што веќе го имаме, значи тие да работат во посебна паралелка каде што и останатите дечиња ќе работат по прилагодени програми. Од стручен аспект, значи што сметате дека можеби ќе извади најдобри резултати од тие дечиња? Според Уставот на Република Македонија и според членот 1, 9, 35 и 6 и според Законот за образование во Република Македонија е организирано образование на лицата со посебни потреби. Значи, ние имаме еден образовен систем и овие лица се вклучени во образовниот систем. Вклучени се во образовниот систем ако зборуваме сите категории на лица со посебни потреби. Значи, овде зборуваме за лица кои имаат оштетен вид, оштетен слух, интелектуална попреченост, телесна инвалидност. Во нашиот град овдека имаме паралелки за лица со лесни пречки во психичкиот развој и тоа е во нашето училиште и само тука е организиран во посебни паралелки. Другиот начин на образование е инклузивното образование, кога учениците, како што е детенцето на родителката, е вклучено во редовните паралелки со индивидуализирани посебни програми кои би требало да ги изготвуваат стручните соработници, значи дефектолог, психолог и педагог, и наставникот. Во нашиот град, овдека, во Охрид, имаме инклузивен дефектолог кој работи во училиштето Братство и единство, меѓутоа во другите основни училишта мене не ми е познато дека има. Сметам дека малку сме изместени со ова инклузијава, донесени се законите, законодавството е тука, значи секој дете има право да се школува, меѓутоа се почна некако одгоре па надолу, не се направија условите, најпрво требаше да се подготват условите, да се подготват училиштата, кадарот и да бидат во училиштата, па потоа да ги прифатиме и да отпочнеме инклузијата. Наставниците поминаа обуки, сите оделенски наставници поминаа обуки за работа на лица со посебни образовни потреби, меѓутоа наставниците не можат сами да ја средат сета работа, кога во едно оделение има, да речеме, 15-20 деца
кои се од нормалната популација и нормални ученици и деца кои имаат, например, да има во еден клас еден или двајца, тројца ученици кои имаат посебни образовни потреби. Друг проблем, мислам дека е кој мора да се внимава, значи на раната детекција, откривањето на лицата со посебни потреби, значи ран третман, предучилишното образование и вклучувањето натаму на овие деца каде и како треба да се вклучат. Значи, секој ученик не може да биде вклучен во редовната. И законот ни вели дека по налог на министерот и министерството се вклучува ученикот во редовната. Значи, ако се работи за лице кој има лесни пречки во психичкиот развој, во интелектуалниот развој, тогаш може да биде вклучено во редовната настава. А за другите кои имаат умерени пречки, тешки пречки, е организиран друг вид на настава, меѓутоа не во овој образовен систем, него има институции каде може да бидат вклучени. Значи, тие секако се опфатени од законодавен аспект, значи се опфатени во образовниот систем, исто третман, исто рехабилитација, меѓутоа сметам дека нешто повеќе треба да се работи и со родителите и во службите да се посветува повеќе внимание на третманот на родителите, значи советување на родителите, каде треба и како треба да се упатат онаму на вистинското место. Добро, овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, да одмориме од муабетот, а потоа се враќаме во студиото, ќе продолжиме нашиот разговор. Прима Мебел ви представува Лежај Фиренца за 16.990 денари, Регал Фейс со 25% попуст на целиот програм, гарнитура Бабилон за 29.990 денари и екстра поволни лизгачки ормари со 35% попуст, веќе од 9.990 денари. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салони во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Ние сме 99%. Почитувани, еве повторно назад во студиото на ТВМ. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес разговараме на темата со какви предизвици се соочуваат сите семејства кои имаат по некој член
кој што има посебни потреби. Овде секако ставаме еден малку посебен акцент на делот со образованието, бидејќи и голем дел од своето време дечињата, односно овие лица со посебни потреби ги го поминуваат токму таму. На оваа тема денес разговараме со дефектологот наставник Весна Кајмаковска и Викторија Рибаровска-Лазаревска, која е родител на дете со Даунов синдром. Да го продолжиме разговорот онаму каде што застанавме. Споменавме малку во првиот дел околу таа програма која што е прилагодена на посебните образовни потреби на дечињата. Меѓутоа, ајде, што технички, што се вклучува тој процес на подготвување на програмата? Што се вие како дефектолог, наставник, треба да земете предвид при изработката на таа програма? Секако се поаѓа од интелектуалните способности на детето, она колку може да стекне и предвидуваме колку може и натаму да постигнеме, и така ја подготвуваме програмата. Во однос на овие посебните програми, ние кои ги изготвуваме, мислам дека не е некој голем проблем. Секој стручњак, секој дефектолог наставник кој се наоѓа во образовниот систем и работи, тоа не е некој голем проблем. Меѓутоа, мислам дека наидуваат проблеми наставниците во редовните паралелки, каде што има дете со посебни образовни потреби. Таму треба да му помага стручен соработник, значи дефектолог кој ќе му помага на наставникот да изготвува таа програма, да ги согледа способностите на тоа дете и како да се изготвува таа програма. Значи таму треба тимски да се работи. Дефектологот му помага на наставникот да изготвува програмата, психологот и педагогот во училиштето исто така му помагаат. И најбитната работа е ова дете кој е инклудирано во наставата, да не се издвојува од наставата, од оделението и од врсниците и да оди потоа да работи посебно со дефектологот или со педагогот, психологот, него да остане во средината таму, затоа и инклузија, да остане таму во средината каде што треба. Меѓутоа, да се искористат, например, програмите, наставникот да ја подготви програмата и да се спроводи онака како е потребно. Голем дел од наставниците немаат помош од стручни соработници и се препуштени сами на себе да изготвуваат програмата и сами на себе да се справуваат со проблемот. Мислам дека тука е најголемиот проблем. Во редовните паралелки, каде што се инклудирани учениците, како во овој случај, верувам дека наставникот кој работи со детенцето наоѓа секакви начини, методи да постигнат резултати, затоа што нема стручна помош. Кога би имала стручна помош, кога би имала дефектолог кој би ја подготвила програмата и кога адход може да влегува во училницата и да ја помага за одредени содржини, да застане настрана и да му помогне на детенцето, или кога е потребно индивидуално да се сработи некоја од содржините кој не може да ги совлада да ги следи своите врсници, тогаш настапува дефектологот и му помага на наставник, му помага на редовниот наставник во програмата. Мислам дека тука се најголемите проблеми, а од овој аспект кај нас, како ние дефектолози наставници во посебните паралелки, мислам дека нема некакви проблеми, ние не се соочуваме со никакви проблеми, затоа што ние ги изготвуваме, стручњаци сме во таа област и знаеме колку да направиме и колку да придонесеме за развојот на ова дете. И ова издвојување, например, како посебни паралелки, сметам дека овој модел, посебните паралелки при редовните училиште, даваат многу поголеми резултати во моментот, зборувам, даваат поголеми резултати од колку
другите модели на образование кои се во Македонија. Инклузивноста? Јас ја поддржувам инклузивноста. Меѓутоа, мислам дека треба да се направат поголеми промени и да се подготват училиштата за овој инклузивен пристап на учениците. Веројатно кога би се вработиле сите тие потребни кадри и резултатите кои би ги давала инклузивното образование би биле можеби и подобри од овие кои што сега. Да, и јас сметам кога би имале стручни соработници, дефектолози во училиштата и во градинките, затоа што се почнува од предучилишното образование, кога би имало и во градинките и во основните училишта стручни соработници, дефектолози, инклузивни дефектолози кои би работеле ова работа, би било полесно да се спроведе воспитно-образовниот систем на овие лица со посебни образовни потреби. Весна, ви се случило ли некогаш наставниците кои што работат со вашето дете некогаш да ви пристапат и едноставно од вас да побараат можеби помош за тоа што знаат дека она што тие го имаат како образование можеби не соодветствува со предизвикот кој што стои пред нив? Значи, од самиот момент на запишувањето во училиште на детето мое, јас сум на школа редовно. Соработката моја со наставниците, мислам на едно завидно ниво, каде што во секој момент, значи може да ми се обратат, можам јас да им се обратам, така да тука немаме апсолутно никаков проблем. Александар конкретно има наставничка, значи јас сум многу задоволна од нејзината работа со него. Сум севкупно задоволна од сите вработени во школото, како Александар е прифатен, значи како дете малце поразлично од другите, значи и сите други наставници во школово, мислам дека имаат разговарано со своите ученици, без разлика од прво до пет оделение, така, имаат разговарано со своите ученици и им ја имаат објаснато ситуацијата, значи, за состојбата на Александар. Така да тоа е, мислам, прекрасно прифатен, значи, и од учениците, севкупно од сите ученици и од сите вработени во училиштето Ванчо Николевски. Максимално коректно се залагат наставничката, значи, за да работи со него, меѓутоа, пак ќе речам, не може, затоа што моментално и програмата е многу тешка, така ние имаме една Кембридж програма која што стварно е тешка, значи и за децата со редовна настава, така да каде побрзо таја да посвети внимание дали на редовните ученици, дали на детето со посебни потреби, така уствари не посебни потреби, тоа е сите имаме исти потреби, тие се деца со пречки во развојот, значи за мене не се со посебни потреби, затоа што тоа имат исто потреба како сите други, сака да играат, сака да се дружат, значи све е тоа исто. Сум задоволна, севкупно сум задоволна и си имаме една добра соработка и едно разбирање, мислам, максимално коректно. Би се надоврзала овде токму на овој аспект, значи, ни објасна родителот како наставникот се труди да се посвети на детето кој е вклучено во редовната паралелка. И сега од овој аспект кога наставникот би имал, значи наставникот мора да потроши многу време, да ги подготви, да ја подготви средината, значи да ги подготви децата за да го прифатат детенцето, да ги подготви родителите за да го прифатат детенцето и обратно, и да разговара и со родителот за сите работи. Таја троши еден голем дел од времето. Точно. И се посветува на работата за да ги добие резултатите, за да не биде детето отфрлено, да не биде да биде прифатено во средината. Кога овој наставник би имал стручен соработник, значи кога би имал кадарот кој би требало, тогаш би и се олеснала работата и успехот би бил поголем. Далеку поголем. Верувам дека е потребно многу храброст за
за да излезете јавно да проговорите за предизвиците со кои секојдневно се соочувате. Меѓутоа, за жал, тоа не е случај со многу други родители кои што исто така имаат член во семејството или детенце кое што има посебни образовни потреби. Зошто сметате дека е тоа така? Зошто сметате дека останатите родители не можат да соберат доволно храброст за да проговорат јавно за нивните предизвици? Ајде, не мора тоа да биде можеби на телевизија, меѓутоа едноставно да го изнесат проблемот, можеби во проблемите со кои тие се соочуваат лежи и решението кое сите го очекуваат. Мислам дека Весна на почетокот кажа, значи проблемот е затоа што родителот не знаат каде да се обратит. И лутат. Тоа е прво и основно. Ќе му дојд преку угла и тука застанет. Значи, дали да го барат решението во здравствената институција, дали да го барат решението во образовната институција, не знаат. Немат кој да го упатит. Така барем мислам. Меѓутоа, сепак стојам на тоа дека не сме да застанит родителот тука и да кренит раце од проблемот. Мора до крај да се борит, оптимистички значит, и да си го прифатит нештото како такво. То не може да биде изменето, то е такво. Да му дај многу љубов на детето. Детето да биде значит, во секој момент, да речам, вклучено во игрите на сите другарчина во околината кај што живеат. Значи, ако требит, родителот ќе седи со него и ред други работи. И со самиот пристап на родителот кон околината, значи, како родителот ќе пристапи кон другите луѓе, така ќе биде прифатено детето. Ако родителот е затворен и ако не предмуабет за проблемите што ги имат, значи никој не знае дека тој човек има проблем. Ако едноставно ги кријат. Меѓутоа, тоа не е нешто што може да се скријат, тоа еден ден, дали порано или покасно, така тој ќе излези на виделина и тогаш најдвид уште потежок удар за родителот, ќе се сретните, значи, со луѓе што нема да го прифатат нештото како такво, затоа што не знаеле. Не знаеле. Едноставно родителот не ги спремил луѓето дека имат проблем, дека тоа дете малце поинакво од другите, дека му треби поддршка, дека му треби помош во одделна ситуација, ваква или онаква. Мислам дека се плашат на некој начин можда како ќе бидат прифатени децата од другарчината. Децата, значи, овие деца ќе се најубо прифатени од другарчината ако навремено, ево прав муабет, значи, за образовниот систем, ако навремено родителот напред муабет со наставникот. Наставникот нештото ќе си го соопштит на родителите од дечината кои што ќе бидат во тоа одделение, така? И тие родители дома ќе си ги спремат децата за да знаат какво дете имаат во одделението. И тогаш мислам дека нема да имат апсолутно никаков проблем и пак ќе речем, значи, само соработката е во прашање. Така. Стравот не сме да постои од тоа како детето ќе биде прифатено или ако излезам по чаршија како ќе ме видат луѓето. Мислам, тоа е апсолутно непотребно. Не сме никој да се замарат за тоа и мора да прозбори, да кажит и така ќе му е полесно, поприфатени ќе бидат. Весна, каков фидбек вие добивате од родителите кои што имаат деца во паралелките во вашето училиште? Не знам, дали можеби има некаква кочница во нивниот пристап, ајде кога првпат ќе дојдат и ќе ви се обратат и ќе ви кажат да, јас имам дете кое што мислам дека треба да ја посетува оваа паралелка. Дете, ова е ранлива категорија на лица и треба повнимателно, значи, да се разговара, не може така едноставно. Секако дека кажа и родителот дека од самиот почеток е борба натаму, кога ќе дознае првиот момент дека неговото дете е лице со посебни потреби,
тука започнува агонијата и кај родителот, и кај детенцето, лутањето од врата до врата. Ние досега во нашето училиште имаме одлична соработка со родителите. Ги подготвуваме и разговараме секојдневно. Тие се секој ден тука и секојдневно ги подготвуваме и разговараме за проблемите, секојдневните проблеми и натаму за школувањето, за животот, за секој проблем разговараме, затоа што се гледаме секој ден. Од друга страна се уште имате, за жал, родители кои што одлучуваат да не ги носат своите деца ниту во посебна паралелка, ниту пак да посетуваат нивните деца редовна настава. Зошто сметате дека тој проблем се уште постои? Сметам дека постои, да. Има родители кои не сакаат јавно да зборуваат или не сакаат нивното дете да се декларира како лице со посебни потреби и сака да го прикријат некако, затоа што за секој родител тоа е болно, јас верувам дека навистина е болно. Меѓутоа, кога би поработеле со родителите и овдека веќе навлегуваме во некоја тема која е нешто друго од образованието, него нешто друго кое ни е потребно кај нас овдека и во Република Македонија и овде во Охрид. Советодавна помош и за родителите и за семејствата кои што се со хендикеп, кои ни е потребна и на родителите и на лицата кои се во семејства со посебни потреби. Викторија, како е вашиот син прифатен од заедницата каде што живеете? Наидувате на подсмешливи коментари, на погледи накриво или пак наидувате на разбирање, емпатија, па дури некоја позитивна љубопитност кај луѓето за да дознаат повеќе во каква ситуација се наоѓате? Значи, јас досега немам наидено на некои потешкоти. Детето е прифатено прекрасно. Значи, го дружат сите, играт со сите, дури не осеќам на моменти ни дека тој е дете Даунов синдром. Значи, јас го немам тој проблем. Апсолутно, нити од околината каде што живеам, нити пак на школа. Не велам не, можда. Значи, првично, значи, конкретно децата Даунов синдром, тие се малце и физички, како да речам, ето со коси очина, малце се поразлични од другите деца, меѓутоа се многу мили и дружелюбиви, така да можда пак ќе речам пристапот на родителот првично кон околината. Значи, јас во ниеден момент не го криев Александар, ние сме нон-стоп, значи, со луѓе, се дружиме, тој е секаде со мене и сите го знаат, го дружат, го сакаат, значи, мислам нешто прекрасно. Не сум наишла на таков проблем, некој да му се смети или накриво да го видел, или немам. Сум многу задоволна од таја гледна страна, значи. Немам срам, не се плашам. Александар е за мене еден предизвик, што досега сум задоволна, до кој степен сме стигнати, значи, и на социализација и од областа, значи, на работа, колку е детето способно и што све мој да напред. Вклучен е дома во сите, значи, работи. Не го делам апсолутно од ниедно друго дете, значи, дете нормално, да речам. Не е одделено. Весна, какво е чувството кај вас кога работејки со дечињата во вашата паралелка ќе успеете да постигнете нешто што за тој ден сте го зацртале како некоја задача или како некоја цел да ја постигнете со тие дечиња? Задоволство. Кога ќе постигнеме резултати од она што
треба да го постигнеме во текот на денот. Јас заминувам среќна и задоволна од работа. Треба трпение, треба внимание, треба посветеност на работата, треба многу љубов за да се работи со овие дечина. Тие се толку искрени, толку мили, толку драги. Значи, кога се врзуваат за вас, се врзуваат како за родителот кога се врзуваат, исто и за учителката, затоа што вие таму му сте втора мајка. И кога постигнувам такви резултати, сум среќна и задоволна. Насмеано си одам од работа и за мене тоа гордост. Утредента може да се случи да сме пак на почеток, сме заборавиле, па повторно пак. И така се бориме секој ден и кога поминуваат години, кога ќе стигне после 2, 3, 4, 5, кога гледате дека едно детенце се описменало, научило нешто, тоа е радост, тоа е не се опишува со зборови, не се опишува со зборови колку е тоа добро. Така. Викторија, за вас? Нешто прекрасно. Значи, секој ден од вака, значи да направиме една споредба од дечината кои што се во редовен образовен систем, така од нив се очекви тие навремено да го совладаат материјалот. Кај овие деца е малце потешко, да речам, така не може да совладаат материјал. Искрено да ви кажам, имат работи можда од образовниот систем што ми се многу поважни во моментов, да речеме конкретно прамуабет за детето мое. Сакам други работи да ги совладат побрзо, значи што се од делот на социјализацијата, да си се снајд сам, да знајд многу други работи од животот и мислам дека тоа што тие деца, љубовта што тие деца ја пружаат и кон родителот, и кон околината, мислам дека ниедно друго дете не може да ја пружите. Затоа што точно кај нив имате една искреност, значи една искреност што тоа ако сакат, сакат. Ако не сакат, не сакат и готово. Кај него немат дволичност, немат нешто со умисла направено. Тоа е искрено до крај и мислам дека стварно предизвик е Александар за мене, за понатамошното негово, да речам, за понатамошната социјализација, за тоа колку тој ќе успее во животот и све е нормално. Јас сум тука да му помогнам и ние сите дома како фамилија. Значи, и мислам дека ќе успееме и нема да се разликуваат многу од другите деца. Јас ви посакувам најискрено да успеете во вашите цели и намери и вашите Викторија и вашите Весна, бидејќи вие секојдневно работите со дечиња со посебни образовни потреби. Јас не ме и останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување, но и да ви честитам пред се на храброста што излеговте и јавно проговоривте за оваа табу тема, за жал, која е се уште во нашиот град. И се надевам дека во некој мој друг обид, кога ќе сакаме да проговориме на ваква или некои слични теми, дека нема да ја имаме потешкотијата во пронаоѓање соговорници, бидејќи проблемите се решаваат со разговарање и со тимска работа. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарим и вас. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Мене ми останува да ви се заблагодарам и вас за вашето внимание. Препорачувам да останете на програмата на телевизија ТВМ, а со некоја нова интересна тема ќе се видиме веќе наредниот вторник. Пријатно!